Русија даде рок од неколку месеци за избор на нови челни луѓе на ОПСЕ, по кој рок таа е на став дека на организацијата и нема спас. Соединетите американски држави реплицираше ОПСЕ ке постои. Министерскиот совет на ОПСЕ во Скопје ја устоличи Малта како председавач на организацијата за 2024-та, но не успеа да постигне договор за незините 4 клучни позиции. Нетрпеливоста меѓу рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров со неговите колеги од западните држави пред се со САД поради руската агресија во Украина на вториот ден од состанокот кулминираше со меѓусебни тешки зборови и обвинувања. Останували по Скопје ОПСЕ во лимбо позиција. Дали состанокот во Скопје, кој се најавуваше како историски спас за организацијата, ќе го оправда овој епитет. Но освен за исходот, вечерва зборуваме и за се останато што се случуваше на министерскиот состанок во сенка на дипломатската битка за опстанокот на ОПСЕ, во дебатата со која почнуваме веднаш по рекламите. Добра вечер, велам за моите вечерашни гости, Слободанка Јовановска, долгогодишен новинар кој следи надворешна политика, нема да откриваме колку години, многу се, и моментално уредник во Независен, и Андреја Стојковски од Институт Преспа. Добра вечер. Вие двајцата 2 дена бивте, освен првата со неформалната вечера, каде што не можеше никој, нели, освен делегациите да присуствува, го следевте Министерскиот совет на ОПСЕ, да не кажам одблиску. 3 дена. 3 дена, ете, и првиот ден, значи. Денеска тој заврши она што беше кажано на пресконференцијата, беше успеавме, го спасивме ОПСЕ. Дали овој министерски состанок во Скопје може да се нарече историски или не? Еве, Слободанка, не, јас зборот историски многу ретко го употребувам и мислам дека се премногу се употребува. Историски е сепак збор кој што има голема тежина. Ова беше еден обичен состанок на ОПСЕ во време на криза, кога требаше да се реши еден голем проблем, реално интервенцијата на Русија, војната агресија на Русија врз Украина е нешто без преседан во Европа. Ситуацијата е комплексна, ситуацијата е невообичаена, меѓутоа дека нешто историски се решаваше денеска не би рекла. Мислам требаше да последните 2 години покажаа дека и во вакви услови ОПСЕ си функционираше. Има различити функции, ние самите сме свесни, имаме мисија во Македонија, дека си функционираше мисијата. Тоа беше многу отежнато, меѓутоа јас не можам да поверувам дека судбината на ОПСЕ и опстанокот на ОПСЕ и работата на ОПСЕ зависи од една земја членка во ситуација кога има 57 земји членки со право на вето. Да беше така, ОПСЕ до сега мислам дека 57 пати ќе се распаднеше. Но сепак се покажа дека Русија ја блокираше. Има тешкоти. Проблемот е што мислам можеби ОПСЕ ќе беше повидлив и ќе беше поефективен ако немаше таква блокада. Реално блокадата за тоа и служеше, бидејќи во моментов ОПСЕ најмногу од своите напори треба да ги потроши на војната во Украина, на кршењето на човековите права, на воените злосторства, слободата на медиумите во Русија. Белорусија исто така. Да, Белорусија и тие напори беа попречувани со вакви чекори. Сепак наративот кој го слушавме дека ОПСЕ му зависи иднината од овој состанок, барем она што беше претходно, еве и денеска го спасивме ОПСЕ. Според ова што го кажува господја Јовановска, тоа можеби не било до толку до крајно, да кажам, критично донесено, но сепак ќе спасено ли ОПСЕ, ќе опстои според она што може да изведеме од заклучок од овие изминати 2 дена? 25-та ќе биде 50 години од историскиот самит на ОПСЕ, односно практично од основањето од Хелсинкиот. И веќе има преседавач. Да, и веќе има преседавач. Финска повторно ќе преседава. Историски, веројатно се сложувам со Жижи дека далеку сме од историски самит, меѓутоа многу важен. Прашањето не треба да ни биде дали организацијата ќе продолжи да постои, туку во која форма ќе продолжи да постои. Организацијата нуди платформа за да дискутираат лидерите на 57 држави. Тоа е територија од Ванкувер до Владивосток, 1 милијарда луѓе или малку повеќе од 1 милијарда луѓе.
не е мал простор. И веројатно ќе била далеку поуспешна организацијата ако одлуките се донеселе на поинаков начин, со некакво мнозинство, комплицирано. Меѓутоа, за да биде вистинска платформа, мора да се носат одлуките со консензус. За да даде шанса сите да се чувствуваат еднакви, мора да се носат одлуките со консензус. Бидејќи станува збор за организација која што е настаната во периодот на студената војна, заради тоа што станува збор за организација која што се обидува да го премине, да ја премине таа подолба на Европа. И од аспект на тоа дека сме ја спасиле, кога велам сме ја спасиле, ние како држава сме ја спасиле, затоа што успеавме да изменаџираме консензус за иден председавач. Познато е во историјата период кога организацијата немала шефови на институциите. Краток период, ама познат е таков период, тоа е во времето на представувањето на Албанија, председателството на Албанија. Меѓутоа немало ниту еднаш период кога немало председавач. Можеме ли да замислиме како тоа ќе изгледа ако немате председавач и ако треба да наоѓате начини како ќе го толкувате или како ќе го влечете легитимитетот на кој да е тој што ќе продолжи да председава. Тоа беше ризикот и од таа гледна точка ова е исклучително успешен совет и од таа гледна точка ние бевме исклучително добро председателство. И на крајот треба веројатно да размислуваме што е целта на било кое председателство. Дали ќе биде тоа бројот на одлуки кои што ќе се донесат на советот или пак квалитетот на одлуките? Кога сме кај Малта, таа е изгласана, оптимизмот дека изборот Малта во понеделникот беше договорен и така беше и соопштено дека се токму тоа имаме еден председавач што ќе беше инаку преседан досега и навистина без таа политичка улога ќе беше прашање како ќе продолжи, ќе требаше носи одлука Македонија. Замислете ваква хипотетичка ситуација. Дали опсеќа ја врши улогата која што ја има да биде платформа за политички диалог, за соработка, безбедносна соработка во Европа, ако на масата не седи Русија или било која друга држава? Да, тоа е, мислам, затоа е создадена така и називот на организацијата е за безбедност и соработка во Европа. Иако вака кога ќе се каже, никако сме навикнати на ОПСЕ и по широката јавност, целиот назив на организацијата не е познат. Тоа е за безбедност и соработка во Евроорганизација, формирана токму поради тоа за да има диалог. Но прашањето ми беше, еве, Малта е избрана, но сепак тоа беше оптимизмот кој беше дека конечно Русија ја согледа, значи, клучната улога на ОПСЕ и дека обструкцијата која беше кој да биде Естонија, не се согласуваше други земји, пресам дека можеби не се нафаќа, па да биде подалек од границата на Русија, минатата година беше Полска, па другата година требаше да биде Естонија, па сепак изјавата на Лавров дадена денеска, која подоцна малку, претпоставам дека ќе се измодифицира после пресконференцијата, е дека доколку за неколку месеци не се постигна договор за клучните позиции на организацијата, без оглед дали се тоа 3 месеци или 9 месеци, кој подоцна на пресконференцијата свативме дека е договорено 9 месеци, продолжување, дека нема да опстае организацијата. Дали тоа покажува дека Русија сепак не се откажува од, да кажам, ставањето на раката, дека без неа нема продолжување на ова организација, без низината волја? Па прво Лавров се обраќаше на своите новинари, на својата публика во Русија. Не сакаше да покаже дека направил оставка. И практично, реално тој имаше дадено согласност, бидејќи требаше да го напушти, нели, состанокот, а на пресконференцијата не го соопшти тоа децидно. Испатна дека одлуката ја носат без него. Јас мислам дека тоа му беше само алиби за направената оставка. Реално, Русија на овој состанок доби компензација за да се согласи, за да присуствува и за да дозволи некои одлуки да бидат донесени што беа битни на организацијата. Реално мислам, без оглед што тоа никој не го кажа, на некој начин санкциите што постојат спрема руската делегација, спрема Русија како држава и спрема Лавров како министер, падна во Скопје.
Дали тоа ќе биде така и во иднина или нема да биде, ќе видиме, времето ќе покаже. Меѓутоа, јас мислам дека Лавров успеа да се врати на масата. И мислам дека мојот впечаток беше дека руската делегација очајно сака да биде присутна и да биде да ги нормализира односите со другите држави, за да може на некаков начин да успее низ тие пазарења да издействува нешто што сега тешко ја оди реално на воено поле. И мислам дека е заглавена во Украина. Така што реално јас мислам дека беше тоа еден пазар кој што траеше подолго време и Русија успеа да издействува да не биде преседавач Естонија, со кој што ќе беше многу потврд преседавач во однос на нивните политики и во однос на воената агресија, така што доби еден, како да кажам, поприфатлив преседавач од кој што секако ќе се очекува да продолжи со истата агенда, меѓутоа нема да биде толку тврд кон нивната политика. Пред да продолжиме, би сакала да слушнеме дел од пресконференцијата на Лавров и пораките кои ги испрати, особено кон, да кажам, западните партнери или земјите од западните држави. Ако се придвижиме кон Балканот сега, исто како во случајот на договорот од Минск, кога Франција и Германија се нарекоа медиатори во име на Европската Унија, Европската Унија исто така беше медиатор и е медиатор меѓу Приштина и Белград во нивната потрога по договор за статусот на Косово. Тоа беше во 2013. А договорот од Минск беше потпишан во 2015. Значи тука некаде. Во двата случаја, да ве подсетам, Европската Унија е медиатор. Во двата случаја, ваквата медиација завршува со нула, со ништо. Европската Унија едноставно ја покажа нејзината безпомошност во двете ситуации. А во двете ситуации се работи за истата работа. Значи се работи за две републики кои што сакаат во кои луѓето сакаат да зборуваат на руски, кои што сакаат да ги школуваат децата на руски, да имаат локална полиција, собствена органи за спроведување на законот, медиуми на руски и тие да раководат, односно да се ги избираат судските власти. Ова е идентично со правата што требаше да им се дадат на србите како дел од српската заедница во Косово. Во двата случаја Европската Унија гордо кажа дека одиграла одлучна улога, меѓутоа во двата случаја Европската Унија ја покажа нејзината импотентност. Ние сме подготвени да полемизираме, да ја одбраниме иднината, меѓутоа од друга страна има кукавици и оние кои што сакаат да ја украинизираат агендата, односно дневниот ред и активностите на ОПСЕ. Русија нема да претрпи пораз на самиот терен. Имаме цврсти докази дека нашите западни колеги не извлекле никакви поуки од нивните неуспеси. Тие ги користат структурите на ОПСЕ упорно и 95% од говорите на колегите од Западот беа само концентрирани врз тоа. Ние бевме единствениот глас на разумот кој што потсети дека ОПСЕ е организација основана заради безбедност, заради соработка за безбедност. Се е уништено во политичката сфера. Се одбива да се усвои конвенцијата за конвенционално оружје. Исто така има и други бројни договори и спогодби кои што не се подпишуваат, а се насочени кон постигнување на безбедна стабилност во безбедноста и намалување на оружјето на европската сцена.
Ова беше дел од час и половина пресконференцијата на Лавров. Може ли со ваков наратив, еве, го слушнавме со конкретни зборови, обвинувања, неуспеси, нули, импотенција и сите работи кои ги кажа, Русија да се врати на маса, без оглед, еве, и јас се согласувам дека Русија, доаѓањето во Скопје и ова што го прави, сепак, барем според мене лично, е некој пат да завраќање назад. Мислам дека 2 години изолација се доволно, но со ваков наратив малку тешко да се вратиш. Добро, мислам дека они се обидоа уште од прво ние се обидувавме многу долго време како председателство. Ако се сеќавате, имаше една објава од министерството дека министрот Османи, председавачот, разговарал со Лавров во врска со председателството, Министерскиот совет и така натаму, и тоа е еден од обидите кој што беше направен. Мислам дека ако ја цениме мисијата да се одржи, да постои организацијата понатаму во овој облик, затоа што само така може да ја понуди платформата која што заради која што постои или заради која што е направена. Важно беше да се довлечка во Скопје или да се обезбеди присуството на Лавров во Скопје. Само така се знаеше сигурно дека одлуките ќе поминат и дека одлуки ќе има. На нив им беше очигледно потребно, односно очигледно им е потребно да имаат меѓународен форум на кој што ќе може да се појават и да ги кажат своите лаги, клевети или како сакате наречете ги сите оние бајки кои што ги раскажуваат. Затоа што ако внимателно се слушаат сите тие, ќе видите колку се полни со дупки, сите објаснувања. Не се нацизира, не се прави нацификација на Украина, напротив. Сега ја слушавме изјавата, односно пресконференцијата, зборува дека ОПСЕ е организација која што е основана заради безбедносна соработка во Европа. Не можеме да зборуваме за соработка за безбедност во Европа, ако при тоа 2 од државите кои што се членки на ОПСЕ отворено војуваат, односно не 2 од државите кои што се членки на ОПСЕ отворено војуваат. Едната врши агресија и ја нападна отворено втората. Оттаму таквите недоследности во говорењето јасно ни покажуваат колку е потребно за нив да се појават на ваков форум. Добро е што на крајот на криштата дојдоа овде и тој и делегацијата. Јасно е какви инструкции беа оставени. Ги видовме почетните позиции, ја видовме последната одлука, значи некаде се поместиле сите внатре. Мислам дека е многу важно на крајот на криштата што добар дел од делегациите биле прагматични во приказната. Тоа е, мислам, дел и од начинот на менаџирање на целиот процес на преговори или водењето на создавањето на тој консензус од нашата делегација во Виена. Затоа што успеавме да стигнеме до одлуки за продолжување на мандатот на 4 шефови на институциите, успеавме да стигнеме до одлука за избор на нов председавач, што беше исклучително важно. Јасно, не би нарекол дека Малта може да биде слабо председателство. Напротив, мислам дека Малта е членка на Европската унија, усогласена е, мора да биде усогласена со надворешната политика на Европската унија, така што јас не очекувам дека таму ќе има било какво поместување. Но сепак го нема притисокот на границата. Точно е, го нема притисокот на границата со Русија. Во случајов мислам дека на Русија не им пречеше толку притисокот на границата со Русија, туку односот кој што го покажуваат. На англиски тоа го нарекуваат нели hawkish approach или некакво агресивно настапување. Прашањето е дали колку различните држави во ОПСЕ имаат различни интереси и како во секој од регионите се толкува и се гледа на платформата која што постои.
Мислам дека за разлика од дел од Источна Европа и некои од државите од Источна Европа, Малта има многу подобар поглед на тоа, на потребата од трансевропско или трансатлантско или Што би се рекло, од страна ќе ги гледа малку. Ќе ги гледа работите на потреба од соработка за безбедност од, повторно ќе кажам, од Ванкувер до Владивосток, без при тоа да биде агресивна кон било која од државите. Господин Стојковски, ги споменавте четирите позиции. Малку Лавров влесе забуна, прво некаков рок даде од 3 месеци, па потоа на пресконференцијата беше кажано дека е договорено од 9 месеци. Сепак, тоа е продолжување. Нема избор. 9 месеци ќе поминат. Може ли, значи, Русија очигледно останува на позицијата дека бара соодветни луѓе на тие позиции, што тоа подразбира соодветни, најверојатно Москва знае, но 9 месеци ќе поминат многу брзо. Ние сме сведоци како поминува се, како може ли за 9 месеци да се испеглаат и тие работи на Тамара, и ние секој ден зборуваме против корупција, дека се бориме за корупција, па не се бориме. Така Добро, вчера беше подпишана една декларација токму во рамки на ОПС. Така и Лавров ќе зборува 9 месеци дека треба да се сменат други лица и ќе си спазари после 9 месеци за друга некоја ситуација. Мислам дека добива на време. Мислам дека одлуките се така скроени и така представени дека тоа е тоа. Мандатот на овие четворица и без тоа ќе одеше на обновување на реизбор. Ќе мора да се отворат постапки за избори, односно за номинација на четворицата шефови на независните институции. Тоа ќе биде политички процес кој што државите ќе мораат да го истуркаат и секретаријатот да го води, односно институциите да го водат паралелно со државите. Ќе има преговори. Не сум сигурен дека ќе ги добијат луѓето, дека Русија ќе ги добие луѓето баш онака како што ги замислува. Меѓутоа, мислам дека ќе стигнеме до некаков или дека ќе стигнат до некаков консензус за луѓе. Сега, јас го слушав во обраќањето, спомена и перцепцијата или погледот на ОПСЕ од Виена кон исток, а заборава на просторот од Виена кон запад. Меѓутоа, мислам дека тука нема да има многу голема промена, затоа што на крајот на криштата состојбата со слободата на говор, со прекршување на човековите права, со сите злосторства кои што во моментов се случуваат во Украина, во некои од другите региони во Централна Азија, конфликтни региони во Источна Европа и Централна Азија, мислам дека секако визијата погледот и понатаму ќе продолжи да биде на иста страна. Она исто што денеска не беше постигнато или барем тргнато е да се договара е буџетот. Значи сумата е договорена, но изголемена, но не е договорено како ќе се троши. Претпоставувам дека Русија тука најголема загриженост има околу Украина, мисијата во Украина која моментално со донатори се одржува од страна на ОПСЕ. Може ли да функционира една организација без буџет и колку би издржала? Мислам дека министерот за надворешни работи на Македонија Бујар Османи рече дека се надева дека во наредните неколку недели Русија некако ќе успеат да се договорат околу трошењето. Како би се одвивало тоа? Дали имате представа како може? Јас колку што сватив буџетот ќе се обезбеди. Меѓутоа нема согласност како да се троши. И тоа ќе се троши на месечна основа. Ќе биде тешко да се планира долгорочно. И веројатно ќе има пазарење за секоја ставка. Така го сватив тоа. Ќе биде многу мачни разговори ако треба секој месец да распределуваш. На 2021 година, тоа е последната година. Не, значи се до усвојувањето на новиот прилагоден на инфлација и на се останато,
буџет ќе се користи буџетот од 2021 година како сума зборуваме, како сума, како ставки, како принципи, се разбира онаму каде што тоа може да се користи, онаму каде што не може, едноставно не може. Постои механизам кој што може да се користи за управување со финансиите. Проблемот ќе настане онаму кај што ќе треба да се развиваат нови мисии, да се потврдуваат нови проекти или да се развиваат нови начини за поддршка. Ако тие не биле дел од буџетот во 2021 година, тоа ќе мора да се работи креативно. Работењето креативно го гледавме од 2021 година наваму со оние екстра баџетари или проекти надвор од буџетот на... Поинтата е дека ОПСЕ не е без пари. Има пари, само што потешко се менаџира вака. Реално би било тешко на месечно ниво да се распределува, да се седнува, да се распределува. Не, значи ќе функционираат според оној буџет од 2021. И по тие ставки што се таму, да. И по тие ставки ќе продолжат да работат таму, се додека не го согласат наративот за 2024 година во случајот. Инаку, сега би сакала да го слушнеме американскиот амбасадор во ОПСЕ, Майкл Карпентер, кој денеска имаше кратко прес брифинг за новинарите, каде што одговори на, да кажам, предходната теза на Лавров, дека ОПСЕ, вака како што е, нема да продолжи. Да слушнеме неговата изјава. Не беше воопшто, нити тој во ракавице не зборуваше за Лавров. I think Russia is very uncomfortable with its position within the OSCE because, as I said earlier, it is diplomatically isolated. So there has been some talk that from Mr. Lavrov and others, that Western countries are dominating the narrative within the OSCE. Of course, the reason why that narrative is dominant is because all the countries in the organization are appalled by this war of aggression, and so that is the reality. But look, we will continue, as I said, to use the organization for the purposes that it was created, and we see its functionality as a victory for us. And so I think this is a good result for all of us. Ambassador, how to achieve consensus in the next period? Because today Lavrov said that he is ambivalent and the organization is sinking. It will be difficult for President. Well, the organization is not sinking because, as I just said, we have a chair for next year, and we have now the top leadership of the organization continuing. So we'll continue to use it, again, for the reasons that it was created. Originally, in 1975, with the Helsinki Final Act, to promote democracy, human rights, and basic international norms, things like sovereignty, territorial integrity, and the inviolability of borders. Those are the bedrock principles on which the organization was founded, and we'll continue to support them. Ова беше изјавата на американскиот представник на во ОПСЕ во седиштето во Виена. Инаку токму и вчера и денеска деновите помина некако во сенка сите одлуки на таа кавга меѓу Америка, сите западни држави со Русија. Рускиот министер за надворешни работи Лавров ги нарече заменувањето на американскиот државен секретар Блинкен и на британскиот министер за надворешни работи Камерон пред тој да дојде во Македонија, ги нарече кукавици. Карпентер на тоа му одговори дека никој не сака да седи со него намаса. Таа војна се зажешти денеска, ја закопаали во Скопје, сад и Москва уште подлабоко можноста да седнат на иста маса и надвор од ОПСЕ нешто да договорат. За ова успеа нешто да направат на амбасадорско ниво, но некако реториката навистина многу оста и многу остра. Реториката не само што остана, туку беше малку и појачена, засилена. Бидејќи Лавров сакаше да покаже, ова му беше ретка шанса да каже што има да каже, и да го покрие фактот дека направи некоја отставка, а западните лидери сакаат да покажат дека и покрај тоа што му дадоа покана да дојде во Скопје, и покрај тоа што ги прекршија санкциите спрема
неговата делегација спрема Лавров спрема Русија, дека остануваат на истата позиција во однос на Украина, дека реално ова не значи дека се топи мразот кон Русија. Јас мислам дека за мене тоа беше најголемата вест. Дали во име на функционирањето на ОПСЕ беше жртвувана агендата за Украина и фактот дека немаше лидер кој зборуваше на вчерашниот состанок и денешниот, што не ја критикуваше Русија, практично сите само тоа го зборуваа, за мене покажуваше дека се трудеа да пратат порака дека ние не ги менуваме позициите во однос на Украина, дека нас најбитно се ние сепак војната што се случува таму, тоа е суштината на која што треба да работи ОПСЕ, бидејќи ОПСЕ не постои за својот буџет, за своите функционери, за своите фотељи, туку постои за да работи на мирот во Европа. И мислам дека силно се трудеа да докажат дека не е жртвувана Украина на овој самит. И ако ги следевте реакциите на социјалните мрежи, особено странските реакции, имаше прилично гнев за одлуката што Лавров беше поканет во Македонија. Мислам, сите тоа го сватија како попуштање пред Русија. И тој впечаток и затоа имаше толку изнасилено напуштање на самитот, станување кога зборуваше, толку земји откажаа присуство, за да се покаже дека добро, ова беше прагматична одлука. Моравме да го направиме ова, моравме да го поканиме, мораме да обезбедиме функционирање на организацијата, за да може после тоа таа организација да ги следи воените злосторства во Украина и за да може да работи на обезбедување мир. Јас мислам дека услови за преговори, седнување на маса меѓу Украина и Русија немало и после ова конференција нема. Значи нема простор тука да. после ова. Она што го слушнавме од Лавров, особено денеска, е она што постојано Русија го повторува како оправдување за незината агресија во Украина, користење на руското малцинство како изговор. Пред малку слушнавме споредбата со Србија, Косово. Може тука нешто да кажам. Да. Јас сакав да реагирам на тоа, бидејќи јас бев во Донбас, нели, неколку дена. Ние немавме проблем кога ќе побаравме од било кој украински функционер да зборува руски, да го одбиеше тоа. Мислам, беше сосема нормално за било кој украинец и било кој градоначалник или функционер да одговори на руски јазик. Исто така ние немавме проблем да најдеме представници на руското малцинство во Донбас кои што ни даваа изјави. Не беа ниту уплашени, ниту чувствуваа дека ќе имат некакви консеквенции. Кога се случува ова? Тоа беше една недела пред војната во Украина. Така што јас не го делам тој наратив на Русија, да. Но сакам да кажам дека наративот е ист, значи ништо не кажа Лавров нешто различно од тоа што го збореше досега, освен нели обвинувањата за организацијата дека е целосно под контрола на НАТО и Европската унија, мораше ли Лавров да дојде дури до Скопје за да го каже ова? Мислам, не кажа ништо ново, освен тоа да се согласиме дека само му требаше маса каде што ќе седне да каже тука сум. Него му требаше публика за тоа и меѓународен форум за тоа, а на организацијата и требаше присуството на Лавров и на Русија на масата за да може да ги протурка одлуките кои што ги протурка. И во таа смисла мислам дека е добро да биде што беа прагматични. Откажувањата единствено разбирање имам за украинскиот министер Кулеба и за откажувањето затоа што неговото лично чувство да бидеш држава која што е нападната, да треба да се браниш и при тоа да седиш на истата маса со нападачот не е едноставно. И за него имам совршено разбирање. Она што очекувам дека дел од украинските здруженија овде и дел од нашите граѓани ќе имаат разбирање дека нашата позиција како председавач организацијата бараше од нас да бидеме
отворени кон сите, прагматични и ние моравме да упатиме работата на покана до сите. председавачот, да. Јас Не мислам можам дека да никој разберам. во Македонија не верува дека ние сами ја донесовме таа одлука. Апсолутно, Тоа беше- мислам, Тоа мора да биде одлуката- согласно одлуката на крајот на беше- криштата ние одлуката- следиме надворешната апсолутно. политика на Европската Апсолутно, унија. да. Одлуката била Не сме ние усогласена, офсет. координирана и така натаму. Не можам да го разберам, например, настапот, односно откажувањето на министрите од Балтичките држави. Не можам да го разберам, иако мислам дека повеќе се однесува тоа на нивните внатрешни турбуленции по формирањето, по изборите во октомври за Полска. И тука завршува. Полска веројатно сакаше да прати сигнал дека останува на таа. Меѓутоа, мислам дека повторно Но Полска сепак беше земја председаваш претходно и требаше да биде тука. Така, Полска беше дел од, односно се уште е дел од Се тројката. солидаризираа со Украина. Меѓутоа, не можеме да бидеме поголеми католици од папата. И ова се однесува на овие три држави балтичките. Реков, за украинскиот министер имам совршено разбирање и за било кој украинец во случајот имам совршено разбирање. Не можам да го разберам односот на другите, не поради друго. Ако сакаме да биде организација која што ќе зборува за соработка и безбедност во Европа и ќе ја врши својата функција на платформа за диалог, тогаш мора да ги имаме сите Андреја, на масата. меѓутоа има услови што се поставени за да се води диалог со Русија на иста маса. Значи, Јас не мислам дека условите беа нарушени. Во случајов на организацијата, мислам дека Советот требаше да ја одигра улогата, да ги донесе одлуките кои што ги донесе. Точно е, ова можеше да се заврши веројатно и на постојаниот совет во Виена, можеше да го завршат амбасадорите, како што впрочем го завршија. Да, Лавров побара да дојде во Како што Скопје. впрочем ја завршија работата, меѓутоа да се разбереме сите беа тука и една работа за која што воопшто не се согласувам со Лавров, ако толку зборува дека организацијата ја контролира Западот или е толку западно ориентирана, па во оваа организација 57 држави има и држави од Централна Азија. Ако тие стојат на истата позиција со сите останати, а 53 држави вообичаено стојат 55 држави вообичаено стојат на масата, тогаш јасно ни е како стојат. самата изјава е пораз за нив. Ако они има толку земји што не стоја за нив, треба да се замислат. Точно. Да. Инаку, вчера во обраќањето на Лавров, во сето тоа, една мене ми остана така како малку ми го запали црвеното светло, не е нешто ново, но сепак повторено од страна на Русија, дека Молдавија може да биде ќе биде туку ќе биде на хибридни закани и дека таа ќе биде следната жртва на интервенцијата на Запад. Како може да го толкуваме ова кога Русија го кажува? Тоа беше најпренесувана вест практично од неговата вчерашна изјава. Сите го сватија тоа повеќе како намера да се замеша во Молдавија, отколку дека навистина Молдавија ќе биде некаква, како да кажам, некаков центар кај што Европската унија ќе врши хибриден напад. Мислам, идејата беше со овој пример да ја подкрепи тезата дека западните земји и САД практично ги дестабилизираат државите во регионот. Во смисла дека ги злоупотребуваат за да ги остварат своите цели кон Русија, за да ослабнат Русија. Мислам дека цел нормален свет го свати тоа како закана за Молдавија. А зошто би било, сега ова не е прашање, повеќе е реторичко, или за појаснување на изјавата и ова сега што Жижи го објаснуваше. Зошто би било закана за Русија ако Молдова одлучила дека својата иднина ја гледа како членка на Европската унија? За било која од државите, зошто би било тоа закана за Русија? Русија до пред 24 февруари минатата година тргуваше отворено со ЕУ, барем ако не повеќе за природен газ.
тоа е главниот производ со кој што настапува предел. Пред инвазијата, односно анектирањето на Крим, имаше не извонредни, ама сепак регуларни и регулирани трговски односи со сите држави. Не беше во оваква изолација во која што е сега. Не може да ја загрозува ниту една држава идејата за приближување или пак за следење на некаква либерално-демократска идеологија и организација на државата. Почитувањето на човековите права треба да биде веројатно доблест на сите лидери. Ако биле дел од ОПСЕ од 75-та наваму се согласиле на такви на Хелсиншкиот завршен акт, тоа се стандардите. Ако се слуша наративот на Москва, човековите права во Русија се почитуваат. Точно се почитуваат се додека според Москва тие се почитуваат. Се почитуваат се додека го следите искажаното мислење или утврдената политика. Овака, јас ви додала тука, Лавров денеска зборуваше многу за двојни стандарди на Европа и во еден момент даде една изјава која што звучеше вака, дека Русија на никому ништо не оспорува и дека го признава правото на сите држави на самоопределување. Мислам, тоа го кажува Лавров во време кога Русија врши војна агресија врз суверена држава и го нарушува територијалниот интегритет и спроведува референдум на нејзина територија, дели пасоши руски на нејзина територија, воспоставува реално политичка управа на нејзина територија. И човекот без срам го кажа тоа во Скопје. Мислам, во тој стил му се и сите изјави што ги кажа денеска. Едно зборува, друго реално се прави. Мислам дека трошиме многу време да зборуваме за некој кој што... Не, има многу во Македонија што веруваат во неговите тези, дека Русија е жртва на Западот. За жал, да. Сега ќе се префрлам на изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој, ако може да ја слушнеме па да искоментираме, кој му порача дека Русија на Лавров дека е причина за проблемите и нестабилноста во овој регион. Тоа е значи една директна порака од председавачот, но и од позиција на шеф на македонската дипломатија, дека Русија се препознава како таква и да ја именува. До сега бевме нели дека има трета страна, да. Пред да слушнеме изјавата од пресконференцијата беше исто кажано дека Македонија ќе остане на листата на непријателски држави за Русија, односно поради нејзините власти, но не и народот. Да се разбереме, јас мислам дека никој од нас не ги смета сите руси за агресори. Меѓутоа дури не Русија, туку владата во Русија. Исто и ние така ги гледаме. Исто и ние така ги гледаме. Може ли да слушнеме да представиме кратка изјавата на министерот Османи? Руската Федерација е таа која што преку латентни и видливи чекори, преку своји прокси играчи во регионот, континуирано го дестабилизира регионот. Се обиде да ја дестабилизира Црна Гора преку обид за државен преврат во моментот на членството во НАТО, се обиде да го обструира нашиот референдум во 2018 година за членство во НАТО, ги минира процесите во Босна и Херцеговина, во Србија, а се разбира преку Србија и во Косово. Така да Руската Федерација е причина за проблемите и нестабилноста на овој регион. Морам да искоментирам дека министерот Османи малку нервозен беше кога го кажуваше ова. Може ли ова да ги затегне уште повеќе односите Македонија и Русија? Иако Лавров се обиде денеска малку да ја симне топката и да каже дека македонскиот народ нема, Русија нема ништо против него, но сепак се гледа дека има висока тензија на релација Скопје-Москва. Мислам дека не е ни важно дали ќе ги затегне односите. Нас со ваква Русија не ни треба добри односи.
Да, но реално, ако држиме до себе како нација, не ни треба ја тоа се со го држава која што прави војна во контекст агресија. бидејќи Русија, го прашувам контекст бидејќи Русија врши влијание во регионот. Да, видливо е и ние бевме сведоци. И колку за ваквото затегање уште повеќе ќе го направи притисокот од страна на Москва за, нели, не сакам јас сега да хипотетички да покажам, нели, нарушување, рушење на власти, формирање поддршка на партии кои ќе ја поддржуваат, финансирање политики. Ние си знаеме партиите што се финансирани од Мислам, Москва. тоа сакам да го кажам, дали ова може уште повеќе сега да го засили тоа страна на Москва? Морам малку да ве поправам. Значи, Москва прави вмешувања, меѓутоа, за среќа, има многу малку видливо остварено влијание. Затоа што голем дел од политичките процеси течат. Државата... Тешко. Точно, се слагам. Бавно. Се слагам. Меѓутоа, помеѓу нивното присуство кое што се намалува драстично, а го следиме во институтот, затоа го кажувам ова, помеѓу вмешувањата кои што ги прават, има многу помало влијание споредено со се она што го прават. Дали може да биде поагресивна? Веројатно може да биде поагресивна. За среќа премногу сме далеку за да може да се обиде да не окупира. За среќа. Да, и исто така за среќа дел сме од НАТО. Членот 5 од договорот од Вашингтон ќе биде активирање и тоа ќе значи, тогаш веќе ќе значи светска војна. Така што од тој аспект мислам дека можеме да се чувствуваме безбедни. Од аспект на сите можни механизми кои што можат да ги направат, искрен да бидам, би бил многу попредпазлив. Не би рекол дека треба да се чувствуваме небезбедно, меѓутоа би бил многу попредпазлив. Тука ќе направиме пауза за реклами и ќе одиме во завршницата од емисијата. Продолжуваме со мене во студиото се господинот Андреја Стојковски од Институт Преспа и новинарката Слободанка Јовановска, уредник во Независен. Ги анализираме се она што се случуваше, главно констатиравме дека доволно зборуваме за Лавров, но сепак он беше условно да кажеме звезда на Министерскиот совет, бидејќи беше условен да присуствува, имаше пресконференции, сите се врте околу него што и како, но сепак ќе преминам на нешто друго. Слободанка, вие бевте дел таму 2 дена, како што реков, директно, и денеска на пресконференцијата Лавров не беше баш, морам да кажам, пријатен никон новинарите. Како го доживеавте целото овие 2 дена токму во таа сенка на руското присуство? Па вака, конкретно за пресконференцијата, морам да му дадам признание што беше подготвен да одговара на сите прашања. Јас очекував дека ќе биде поригиден, меѓутоа тој се носеше со новинарите. Сега забелешки, типична руска дипломатија. Мислам, сум го видела тоа на брифинг со Рогозин. Едноставно, кога немаше одговор, го префрлаше на личен план прашањето, во смисла, нели, провери си ја дипломата, досадно да не тие сега да не дојде на пресуд. Мислам, имаше такви некои, нели, забелешки. И малку внесуваше динамика тоа на пресконференцијата. Генерално се изненадив дека он беше подготвен да одговори на сите прашања. Тоа што одговори беше друго прашање. Конкретно што повеќе те интересира? Па целата атмосфера околу овие 2 дена, од внатре како новинар, целата атмосфера. Нормално дека беше во фокусот затоа што Лавров е втор пат во историја на Македонија во нашата држава. Се работи за голема држава, влијателна, проблематична, која што е под санкции, и неговото присуство само по себе беше вест не само за Македонија, туку беше вест за европски рамки. Самиот факт дека на некој начин беа направени отстапки на санкциите и целата таа драма околу, нели, дозволите, направи да биде атрактивно неговото доаѓање. Реално мислам дека тој фолклор што го следеше неговото доаѓање беше многу по
присутен во извештаите колку што беа неговите изјави. Бидејќи неговите изјави сме ги слушнале многу пати. Јас не би рекла дека беше звезда, мислам дека условно, јас реков условно. Да бев на негово место, јас нема да се чувствував пријатно. Да бев јас Лавров, ќе се чувствував нелагодно. Мислам реално на видеата што проструија после тоа, се гледаше како влегува во пленарната сала и дека патот што го поминува, дека сите му го вртат грбот и никој не го поздравува. Кога седна да зборува, романскиот амбасадор веднаш стана, што седеше до него, веднаш стана, ја напушти говорницата. Имаше многу такви ситуации што мислам без оглед кој да си и од каде да доаѓаш ќе ти биде непријатно. Мислам, дури беше изнасилено тоа, изнасилени беа тие обиди да му се покаже дека е поканет, ама не е добре дојде. Така што ја таква звезда не би сакала да бидам. Меѓутоа мислам дека он го издржа тоа стоечки, не дека не му влијаеше се видее, покажуваше нервоза, меѓутоа го издржа, бидејќи сепак мислам дека му беше битно да биде во Скопје. Па сега да се разбереме, мора да го издржи затоа што живее, верувам, во куќа во која што има прозорци. Да. А треба да се врати дома. Да. Инаку за мене, зборувајќи за звезда на Советот, мислам дека двајца би можел да издвојам за звезда на Советот. Гледано од аспект на тоа за што зборува и како зборува, Ксавиер Бетел, министерот за надворешни работи на Луксембург, кој што изнуди аплауз од сите присутни во салата, што беше единственото обраќање кој што изнуди аплауз од сите присутни во салата. И исто така данскиот министер, затоа што имаше можност да зборува веднаш по Лавров и можеше да реферира на обвинувањата кои што Лавров ги сподели, а знаеме сите дека беа лага. Така што тие двајца навистина од аспект на граѓанско општество, тој го запишав и на Facebook и на Твитер го сподели. Шведскиот министер за надворешни работи беше единствениот кој што зборуваше за улогата на граѓанско општество и за работата на граѓанско општество во поддршка на креирањето на политиките или на функционирањето на ОПСЕ. Кога сме кај граѓанското општество, беше донесена во предвечерието, поточно пред 2 дена, пред неформалната вечера, декларација, каде што беше констатирано позицијата во која се наоѓа ОПСЕ во моментов и беа побарани некои работи кои треба да бидат направени. Денеска исто така имаше дел граѓанското општество и улогата на младите, а потоа тоа беше проширено понатака со дебата за жените, значи има еден дел каде што граѓанското општество очигледно му се даде улога и значење, дури и вечерта на кога беше промовирана декларацијата, финската министерка за надворешни работи кажа дека во 2025 уште повеќе Финска ќе вложи напори и ќе го стави својот фокус на граѓанското општество. Што поконкретно беше побарано со таа декларација, што сака граѓанското општество да постигне и како по завршувањето на годината на која претседаваше Македонија може да се каже дали беше таа успешна за граѓанското општество во контекст на политиките на ОПСЕ и како е таа соработка меѓу двете работи. Многу прашања, да. Да, сега треба да најдам и која шапка треба да ја носам за да зборувам. Од март оваа година бев назначен за специјален претставник на претседавачот за односи со граѓанското општество за сите 57 држави од ОПСЕ, не само за Северна Македонија. Оваа година е прва година во која што е институционализирано портфолиото граѓанско општество, Civil Society. За прв пат се назначува специјален претставник на претседавачот. И за прв пат се гарантира лице со кое што може Civic Solidarity Platform или било која друга граѓанска организација да комуницира и да се обиде да добие поддршка, да пренесе порака, да сподели информации, иако ОПСЕ е отворена организација и има постојано простор за граѓанското општество да зборува.
Не знам за ниту еден состанок на Комитетот на човековата димензија, третата димензија воопсе, на која што не зборувале представници на граѓанско општество. Секогаш се таргетираат соодветни организации, соодветни држави за темата за која што се зборуваат. Состаноците се секогаш тематски. Последниот е на 12 декември и овој ќе биде практично ретроспектива на целата година, меѓутоа ќе биде и посветен на 75 годишнината од усвојувањето на Универзалната декларација за човековите права. Така што тоа е една од темите. Например, во септември темата беше бранителите на човековите права, Human Rights Defenders. Во јуни се зборуваше за намалувањето или ограничувањето на просторот за граѓанското општество. Имплементацијскиот состанок за човековата димензија, HDIM, и сега веќе Варшавска конференција за човековата димензија се одржува по втор пат, без оглед што не постои буџет и без оглед што немаше, што не постои буџет, што немаше согласност од консензус од сите држави, беше организирана на ниво на председателство. Извонредно успешна, 1400 луѓе учествуваа, безброј настани на кои што имаше можност многу луѓе да споделат своја приказна. Имаше настан посветен конкретно на грабнатите деца од Украина, кои што се следени, истражувани случаи, се докажува дека се пренесуваат во Русија и што се случува после тоа со нив. Имаше настан на кој што говореше Цихановска, лидерката во екзил на Белорусија. Тоа се дел од начините на кои што се искажуваше поддршка и соработка со граѓанско општество. Не постои посета на председавачот на која што немал средба со граѓанско општество. Тие беа пренесувани, информирани и овде и верувам и во други држави, сигурно низ каналите на ОПСЕ. Организирана е мрежа на think tank организации во рамките на ОПСЕ. Тоа е нов обид за групирање на политичка анализа посветена на соработки за безбедност во Европа. Така што имаше многу работи кои што се направија. Она што декларацијата од Скопје на платформата го бара е продолжување на портфолиото, очекување, односно барање од следното председателство да назначи специјален представник за да може работата да продолжи понатаму, за да може соработката да биде посилна и поинтензивна. Има и други неколку механизми кои што се бараат, меѓутоа овој момент на продолжување на портфолиото е верувам најзначен, затоа што ако сега ја прекинеме, прашање е, да, ќе треба да чекаме веројатно до 25-та и Финска, ама подобро е да се одржуваат работите и да се развиваат, затоа што ако не ги развивате, ќе останеме во некоја рудиментарна форма. Она што единствено ми е криво е дека имаше многу малку, барем кога бев во салата во средата во амфитеатарот во Министерството за надворешни работи, имаше малку представници од Македонија кои што беа таму и малку граѓански организации што следеа. Затоа што добро е кога ќе има повеќе. Ми се јавија многумина со реакција зошто не бевме повикани да учествуваме. Исто така ми е криво или ми е жал што во платформата за граѓанска солидарност постои само една организација која што ја представува државава, која што е извонредна, патем речено. Меѓутоа, кога ќе ги погледнам списокот, таму има 150 организации, има безброј организации од Источна Европа, од Белорусија, од Украина, од Централна Азија. Од Македонија има само една и мислам дека тоа се работи кои што треба да се
да се подобрат. Инаку едно од исто страничните настани, side event како што беа нарекувани, беше и вчера подпишувањето на декларацијата на земјите од Западниот Балкан за борба против корупцијата и второто што беше денеска, според мене исто така многу важно, за прв пат шефовите на мисии на теренските на мисии ОПСЕ беа на едно место и зборуваа токму за теренските мисии, нивното продолжување. Пократок коментар за двете. Прво за борбата против корупцијата, не знам која декларација или договор дека ќе се бориме, како што кажа Слободанка на почетокот емисијата, против корупцијата и некако само на хартија не останува. И втората, колку овие мисии се сушност суштината на ОПСЕ. Вака, за жал, јас морам да кажам дека ние немавме време да ги следиме тие споредни настани. Премногу имаше случувања на конференцијата и едноставно моравме да ги жртвуваме. А искрено лично да кажам, на подпишувањето на декларацијата за борба против корупција не гледав потреба да присуствувам, бидејќи со декларации не се води борба против корупција во време кога имаме, особено кога дојавме извештај од Европската унија, во кој што пишува дека на тој план не правиме ништо. И дојка гледаме што се случува во судството и дојка гледаме какви закони се носат, какви измени се носат за кривичниот законник. Јас сум сита од реторика за борба против корупција. Сакам да ја видам таа борба како се води, а не да ја читам во декларација. И мој личен чин беше дека тој настан не вреди да го проследам. А мисиите на ОПСЕ? Мисиите на ОПСЕ, рекол, за жал, многу настани имаше. Ние како новинари не можевме да ги проследиме сите. Мислам, конференцијата беше стварно масивна. Премногу учесници, премногу странични настани. И случувања, да. Да, политика. случувања, тој настан се поклопи со друг што ни беше поважен во моментот. И едноставно не можевме да го следиме. Имаше новинари што го следеа, меѓутоа не можевме. Зборувајќи за важноста или фокусот на Украина, имајќи ја вид на изјава на Лавров дека сме ја украинизирале организацијата и дека сега можеби ќе се смени фокусот, очигледно е дека дури и без присуството на украинскиот министар имаше настан кој што беше посветен на Украина. И тоа ти продолжи да биде така. Не очекувам дека ќе има никаква промена, особено заради тоа што организацијата е посветена на демократија, борба за човекови права, нели, мир во Европа или безбедносна соработка во Европа, се додека има отворена агресија кон Украина, мислам дека нема да има поместување од таквиот фокус. Ако може и тој немал коментар, туку краен коментар за токму за мисиите на ОПСЕ кои беа во Скопје, дали тоа е суштината всушност на организацијата да биде на терен, да ги следи. Македонија тоа го искуси пред 30 години. Ние се уште имаме и денеска мисија на ОПСЕ која играше клучна улога во и војната во Југославија за да не се прелее, но и во 2001 година, така што и за прв пат тоа се случи. Дали можеби тоа и беше пораката дека ОПСЕ си останува на својата политика да биде на терен и да го решава за тоа за што е формирана? Тоа е само еден од начините на кој што функционира или работи организацијата. Беа споменати безброј од работите, од сите говорници, вклучувајќи го Лавров. Тој обвинуваше за користењето на механизмите, другите зборуваа за колку се механизмите важни. Московскиот механизам за независно следење и документирање на прекршувањата на човековите права е еден од важните механизми кои што организацијата ги има, ги користи. Лично добив неколку од извештаите од оваа година завршени, за да се запознам со состојбата и со состојбата на граѓанско општество, меѓутоа и со состојбата за темите за кои што беа наменети извештаите. Мисијата, и тука морам да ги пофалам, извонреден тим на нашата мисија во Виена при меѓународните организации, не само ОПСЕ,
не само амбасадорот, сите заедно со него, извонреден тим, извонредно ја изработија работата, обезбедија да продолжи мисијата, например во Молдова. Затоа што потребата од заштита на човековите права во Молдова ја зборувавме пред малку, меѓутоа и транснистрискиот процес, состојбата на граѓаните таму со нивните права, со нивните човекови права или пак на граѓанското општество таму исклучително важен. Ние успеавме да обезбедиме продолжување на мисијата. Точно 6 месеци не се тоа многу долг период, меѓутоа се доволно долг за да може да продолжи. Подобро е да ја имате мисијата постојано таму, одошто да правите пресеква, да почнувате однова. Овие 3 дена верувам дека биле... Може да додам тука, мислам, реално во Македонија ние опсе најмногу го гледаме видливоста на опсе во Македонија преку мисииве. Мислам дека е тоа нешто најдрагоценното што ние како го имаме како бенефит од оваа организација, конкретно мислам на активностите на високиот комесар за малцинства кој што практично помагаше многу во средување на меѓунационалните односи во Македонија, во околу законот за јазиците, јазичните права, такви работи. Исто така мислам дека кај нас многу битна улога одигра и ОДИХР со препораките што се за изборите, кои за жал се уште ги неаме имплементирано, меѓутоа кои што на некој начин значат притисок нашата држава дополнително да се демократизира и изборите да бидат навистина според европски стандарди, многу повисоки стандарди од тие што ги имаме сега. Овие сосема сме на крај, мора да завршуваме многу кратко. Ако веќе треба да зборуваме, до сега зборував за успехот на мисијата и за туркањето на работите, мислам дека се понесоа со задачата извонредно добро и завршија Македонија да биде препознаена како едно исклучително успешно председателство. Зошто го кажувам? Затоа што во јавноста најмногу председателството се прецепираше низ објавите на министерот. Никој не ги следеше не ја следеше работата во Виена и работата на терен. Извонредно добро ја изработија целата задача и направија ова да биде навистина успешно председателство. Ви благодарам. Исцрпувачки 3 дена за вас, но сепак имавте уште сила да гостувате во вечерашната топ тема. А вам, драги гледачи, ви посакувам добра ноќ и останете со програмата на Телма.